почитувани, добар ден, вевчани, добар ден. Да слушниме нашата македонска химна во живо. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански, Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Одново сега знамето се ве на Крушевската република. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Добар ден, вевчани! Добар ден, Македонија! Почитуван председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, почитувани присутни, почитувани коалициони партнери од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Драги пријатели, браќа и сестри македонци, љубовта кон татковината и стремежот за подобро утре е мислата водилка која ги водела генерациите пред нас, но и нас самите. Македонија подолго време отуѓена од мала клика на власт, наместо во служба на народот, државните функционери работат во служба на партијата на власт. Македонија се помалку ја има. Државата исчезнува пред нашите очи, владењето на правото е урнисано, неказнивоста води кон анархија, а демократијата е во длабока криза и не осликува волјата на народот. Опасно е што институциите се приватизирани и злоупотребени од малкумина мокници, корупцијата и криминалот се вгнездени во секоја пора и разјадуваат. Власта е отуѓена, неефикасна и неодговорна. Ајде заедно да влеземе во ера на обновена гордост, надеж, стабилност и просперитет за Македонија. Само ако се почитуваме себе си, може да очекуваме почит и од другите. Веруваме дека Македонија може да биде повторно горда. А сега го поканувам на сцената да ви се обрати носителот на изборната единица 5, господин Ѓорѓија Сајковски. Повелете. Благодарам. Почитувам председател на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицкоски. Почитувани мои вевчанци, почитувани дами и господа, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. Денес ви собраќам како човек кој доаѓа од овој регион, од нашиот регион, од регионот кој е најзапоставен од сите региони во Македонија изминативе 7 години. Но сакам да споделам со вас и моето чувство од вчерашниот настан, каде што видов храброст, огромна храброст на македонските граѓани,
каде што видов единство какво што досега не памети Македонија, но видов една сила кај народот која што ќе донесе промени за горда Македонија, промени за наша Македонија и твоја Македонија, промени кои ќе донесат подобро на нашата држава, промени кои сите ги очекуваме во нашата држава. Ние, кога зборуваме за кандидати и кога зборуваме за она кој што сработил, сакаме секојаш да направиме споредба. И затоа споредуваме. Имаме кандидат, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, жена, авторитет, кој посветена е комплетно на својата работа, која беше најпосветениот пратеник и која што секојаш застана зад македонските државни интереси. И од другата страна имаме ние преседател, кој што е 5 години преседател на државата, а кој што не се памети по ништо. Ниту по една изјава, ниту се памети по она што го кажа овие изминати 5 години. Но се памети по една работа дека наутро кажуваше една изјава, попладне истата изјава е демантираше, а навечер не се согласуваше со двете. Нам ни треба посветен човек, нам ни треба преседател кој што може, кој што знае и кој што ќе не представува и во меѓународна јавност, меѓутоа ќе биде браник, заштитник на македонските национални интереси. И затоа ние викаме дека нам ни е потребна Гордана Силјановска-Давкова да биде преседател на државата, за да имаме горда Македонија, за да имаме Македонија онаква за какво што сонуваа нашите предци и ние. Македонија која што е натопена со крв и жртви од многу генерации и Македонија која што ја градевме и работевме за да можат нашите идните генерации тука да живеат и да работат. Денес ни одзедоја државата, денес ни ги одзедоја институциите и денес чувствуваме потреба дека мора веднаш да направиме промени. Промените да дојдат на 24-ти, со тоа што ќе донесеме преседател уште во првиот круг на изборите, што ќе донесеме нова надеж за државата и што ќе навестиме големи промени во нашата држава. Но треба да се ангажираме максимално и за 8-ми, затоа што навистина потребно е на нашата држава да донесеме влада која што ќе предводи, преседател на влада што знае како, што може и преседател на влада што покажа како прво се води партијата, да го донесеме преседателот на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицковски, да ја предводи владата и да донесе во иднина она што сите го очекуваме, развој, да донесе нови инвестиции, нови работни места и заедно со преседателот да славиме голема победа прво на 8 мај, а потоа следните 4 години да ги уживаат плодовите од таа победа граѓаните на нашата држава. Ви благодарам многу, ве поздравувам многу и заеднички со вас и денес, и до 8 и после 8 да ја градиме заеднички нашата држава. Ви благодарам повторно. Водителка. А сега, браќа и сестри, го поканувам на сцената да ни се обрати председателот на ВМРО-ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски. Добар ден, вевчанци. Благодарам што одвоивте дел од вашето време денеска да бидете овде со нас. Ке зборуваме за тема која што е исклучително актуелна во периодот кој што следи. Бираме иднина каква што заслужуваме. Иднина која што треба да биде горда, а не иднина, што би рекол еден политичар, како до сега. Не иднина со која што ќе продолжиме да се срамуваме. Не иднина во која што малкумина од власта и неколкумина блиски до нив ќе уживаат, а сите останати ќе мизеруваат и ќе тагуваат по своите блиски кои што за жал од немање вистинска иднина одлучуваат да ја напуштат Македонија.
Затоа моето главно прашање овде денеска во Вевчани до вас ќе биде дали сме подготвени да ја направиме Македонија горда повторно. Ако сме, браќи и сестри, подготвени Македонија да ја направиме горда повторно, тогаш изборот е јасен, а тоа е Гордана Силјановска-Давкова за председател на Македонија. Живееме во време кога, за жал, Македонија ни е одземена. Се сеќавате пред, речи си 7 години, патуваа низ Македонија, одржуваа митинзи и ветуваа дека ќе донесле живот. Па тој живот понатаму го потврдуваа со нивниот пион, кој што 5 години ја зароби канцеларијата председател на Македонија Стево Пендаровски. Буквално ни ја киднапираа државата, а од животот не видовме ништо. Да, има живот, можам да признаам, но живот за неколкумина кои што ја заробија Македонија. Денеска просто човек не може да прошета низ цела држава и да разговара со било кој човек, а да не слушне човек како тагува и жали за нешто кое што го мачи, го тишти, за нешто што е погрешно направено, за нешто што представува болка, за нешто што представува гнев. Нема среќен човек, нема ведрина, нема насмевка на луѓето. Затоа што денеска сите граѓани во Македонија чувствуваат како некој да им ја одзел државата, како да ја киднапирал државата, како да се граѓани од втор ред. Македонците денеска во Македонија се чувствуваат како да се граѓани од втор ред. Но морам да напоменам дека таквото чувство не се развива само кај македонците. Таквото чувство дека нивната татковина, Македонија, им е киднапирана, одземена, е присутно и кај албанците, и кај турците, и кај србите, и кај бошњаците, и кај ромите, и кај сите останати кои што не се поврзани со една тесна мала група луѓе кои што денеска ги водат СДСМ и Демократската унија за интеграција. Ако денеска не сте другарче или близок на Артан Груби, тогаш за вас нема живот и нема иднина. Ако денеска не сте другарче или близок на Бујар Османи, тогаш за жал за вас нема живот и нема иднина. Ако денеска не коленичите пред Али Ахмети и пред неговиот измекер за кратко време Димитар Ковачевски, тогаш за жал за вас нема живот и нема иднина. Малкумина уживаат во плодовите на животот, а за жал многувина денеска тагуваат, мизеруваат и мака мачат како да го поминат месецот од први до први. Тешко е денеска и боли кога мајка, сестра се дели од своето најмило дете, внуче, кое што одлучува да ја напушти Македонија затоа што тука нема перспектива. Затоа што малкумина ја заробија и ја украдоа Македонија. Ја заробија и украдоа нивната иднина. Ги понижија, ги засрамија. Со сите национални предавства кои што ги направија, тие директно зарија нож во градите на македонскиот идентитет. Луѓето така оплячкани, осиромашени, засрамени и понижени, браќа и сестри, за жал одлучуваат да ја напуштат Македонија. Таа е суровата реалност во која ние денеска живееме. Заробена држава, отугена држава, оплячкана држава, осиромашена, засрамена и клекната на нозе. Таа ли иднина ја заслужуваме? Затоа треба да се исправиме и да се бориме. Затоа треба цврсто да застанеме наспроти сето ова за кое што досега зборував. И да понудиме надеж. Надеж дека може да не биде. Надеж дека најпрви на 24 април ќе излеземе масовно и ќе гласаме за идниот председател професорката Гордана Силјановска-Давкова. Победа со 6 црфни и разлика во однос на Стево Пендаровски. Тоа ни е потребно. Победа со 6
цифри разлика во однос на Стево Пендаровски. Да го решиме победникот уште на 24 април, а потоа на 8 мај да ја потврдиме Гордана Силјановска Давкова за нов председател на Македонија. Заедно со Гордана Силјановска Давкова да го вратиме достоинството. Да ја направиме горда Македонија. Да ги направиме граѓаните горди. Нема тајна дека ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска Давкова се победници на следните председателски парламентарни избори. Мислам дека тоа секому му е јасно. Не постои човек кој што денеска има дилема дали ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска Давкова се победници на следните председателски парламентарни избори. Нема таков човек. Кади додите низ Македонија? Денеска уплашени, втерани во ќош, седат и анализираат, пребројуваат колку луѓе имало вчера на митингот кој што го организираше ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, со кој што го отпочна победничкиот караван за идниот председател кој што ќе ја направи Македонија горда, Гордана Силјановска Давкова. Седат малкумина таму, гледаат, бројат, пребројуваат и никако не можат да се договорат колку имаше луѓе. Еве, јас ке им дадам еден одговор од овде од Вевчани. Имаше онолку луѓе, колку што се доволно да ве победат најпрвин катастрофално на 24 април, а потоа на 8 мај да го изберат идниот председател професорката Гордана Силјановска Давкова, која што ќе направи Македонија горда, и ќе донесат 61 пратеник за ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Толку луѓе имаше. Ние не се пикаме во сали кои што друг ги изградил. Ако не им изградевме сала, ќе немаше каде да направат срамна конвенција за Стево Пендаровски. А што да се каже за Стево Пендаровски? Човекот ќе биде препознаен со тоа што денот му започнува со анализа и озборување на неговите најблиски соработници, исмевање на оние кои што го направија председател. А потоа во текот на денот, кога ќе има еден или два настани, ќе даде изјава во која што ќе каже, ако не бил председател, ќе се иселел и тој од Македонија. Ајде да му помогнеме да се iseli Стево Пендаровски од Македонија и да не и се повтори на Македонија таков срам во иднина. А од другата страна имаме жена, Титан. Жена која што не молчеше кога другите молча. Жена која што во својата професионална кариера ја бранеше Македонија насекаде во Европа и во светот. Жена која што беше визитинг професор и ментор на најпрестижните американски и канадски универзитети. Жена која што во Советот на Европа беше експерт по политики на локално ниво, експерт по уставно право и политички систем. Жена која што, кога беше член во Венецијанската комисија, ги подучуваше членовите во Венецијанската комисија кои што доаѓаат од другите европски земји. Гордана Силјановска Давкова, професор која што беше бирана неколку пати за најинспиративен професор на правниот факултет, токму од студентите, токму од тие кои што имаа што да научат од Гордана Силјановска Давкова како професор. Разликата помеѓу овој, кој ако не е председател, сака да бега од Македонија, и Гордана Силјановска Давкова, која и покрај многуте можности да биде светски и европски експерт надвор од Македонија, одлучи да биде македонка во Македонија и од тука да ги брани низ светот и Европа интересите на Македонија. Тоа е председателот кој што ќе направи Македонија горда повторно. Затоа ни е потребна масовност. Затоа ни е потребна излезност и во првиот и во вториот круг. Од тука од Вевчани ќе го повторам моето прашање кое што го упатив вчера од Скопје на митингот. До Ковачевски, до Ахмети и до Стево Пендаровски. Доколку разликата во првиот круг е со 6 цифри, дали ќе излезете
и ќе го браните поразот на вториот круг или ќе повикате на тивок бойкот кај вашите малкумина поддржувачи? Дали на тој начин ќе се обидете да правите инженеринг и повторно да бидете верни измеќари на Демократската унија за интеграција и петтемина верни разбойници на Али Ахмети? Или пак излезете и честно, витешки ќе бидете поразени и ќе ја стегнете раката на идниот председател Гордана Силјановска-Давкова? Еве од овде од Вевчани, уште еднаш ка го упатувам ова прашање. Сосема на крај, сакам да напоменам неколку работи. Последниот пат кога бев овде во Вевчани, беше помеѓу првиот и вториот круг за локалните избори. Тогаш избравме градоначалник, Спасе стана градоначалник. Сега стојам овде пред вас пред првиот круг председателски избори. И ви велам дека многу е важно да имаме влада која што ќе соработува со председателот на државата, која што ќе има доверба во таа меѓусебна соработка. Ќе избереме председател кој што ќе биде партнер на таа влада и кој што ќе критикува ако има потреба да ја критикува владата кога владата ќе прави грешки. А владата во својата програма ќе го содржи сето она кое што ќе го има во својата предизборна програма. А што има таму за Вевчани? Таму има нов плоштад во центарот на Вевчани. Таму има 20 километри патека за велосипедисти по Галичица. Таму има она кое што е многу важно, а тоа е повеќенаменска спортска сала и терени овдека во Страшо Пинџер училиштето. Таму има реновирано кино, овде во Вевчани. Тоа се работи кои што мораме да ги направиме. Тоа се работи кои што ги ветуваме и тоа се работи кои што ќе ги направиме овде во Вевчани. Затоа многу е важно масовно да излеземе и на 24 април да дадеме голема поддршка за идниот председател на Македонија, за горда Македонија, за Гордана, за председател на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова. Ви благодарам да сте живи и здрави. Што си и сака свето да го промениш. Важно е, ти си клучот за се. Ти што имаш надеж, бори се. Заедно иднина ке створиме. Бори се, сега изборот е. Ова наша земја, древна историја. Ова наша земја, иднина е моја. Македонија, повторно твоја. Македонија, повторно своја. Тој што има мира, тој ќе има иднина. Ама животот е во сегашноста. Македонија, повторно твоја.
древна историја.